Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во рамки на својата посета на САД заедно со партиска делегација во Њу Јорк оствари средба со председателот на Советот за надворешна политика на Соединетите Американски држави Ричард Хас. На средбата со Хас Груевски ги афирмирал приоритетите на Република Македонија во однос на надворешната политика, при што особено била истакната заложбата за членство во НАТО алијансата како стратешка определба. Груевски го запознал соговорникот со деталите од мигрантската криза, како и мерките кои ги превзема државата во насока на превенирање на пошироки последици. На средбата станало збори за политичката состојба во државата, како и значењето на предстојните избори како единствен излез од наметнатата политичка криза. Разговаравме за Македонија, за односите помеѓу Македонија и Америка, за предизвиците што ги имаше и ги има Република Македонија и можните идеи и начини за напредокот на Македонија во иднина, како и за натамошните чекори кои што треба да се прават за разрешување на различни видови на предизвици. Разговаравме и за мигрантската криза и за предизвиците со кои што Македонија се соочи во времето на мигрантската криза, начинот на кој што се справуваше и сите ризици што произлегуваат се уште за Европа од можноста мигрантската криза повторно да се разгори. Разговаравме и за повеќе значајни работи поврзани во делот на односите помеѓу Америка и Македонија, нашето сојузништво, партнерство и сите оние работи кои што можат да бидат наша заедничка соработка во иднина. Наша заложба, наша стратешка ориентираност е земјата да се вклучи во НАТО и во Европската унија и во тој поглед разменивме мислења за натамошните правци како треба да се работи за да се оствари оваа наша стратешка цел. Председателот на ВМРО ДПМН оствари средба и со председателот на Американскиот еврејски конгрес Джек Росен, на која соговорниците разговарале за добрите и пријателски односи кои се негуваат со еврејската заедница, чекорите кои се преземани од страна на Македонија кон негување на традицијата и заштита на културното наследство на еврејската заедница присутна во Македонија. Груевски претходно оствари средба и со шефот на Американското тело за наблюдување на медиумите. Macedonia's efforts to improve their situation in the world. Разговаравме за македонските напори да се унапреди ситуацијата и положбата на државата на меѓународно ниво. Зборувавме и за теми каде имаат напредок, како што се образованието, справувањето со проблемот на мигрантите и други области. Кога станува збор за членството во НАТО, Македонија работи напорно. Ги поддржувам напорите на Груевски да се придружат на НАТО и значајно е да се земе предвид напорната работа која ја презема македонската влада на тој план. Постојат на глобално ниво премногу предизвици, но Македонија и нејзиното раководство работат напорно државата да ја насочат кон правилна насока и правец. Лидерот на ВМРО ДПМН оствари средба и со Деймон Вилсон, извршен подпредседател на Атлантскиот совет, која е единствена граѓанска организација на НАТО. Имавме одличен разговор со Никола Груевски. Зборувавме за посветеноста во остварување на целта за интеграција во НАТО на вашата земја. Нешто на што заеднички работиме напорно. Македонија поминува низ важен период и важни избори кои предстојат, исто како и Америка, која го чека завршетокот на изборите и откако тие ќе поминат, ќе се внесе енергија и надеж во атлантските интеграции, со цел да се финишираат интеграциите на сите земји од Западен Балкан, вклучително и Македонија. Во рамки на посетата на САД, председателот на ВМРО ДПМН претходно во Вашингтон имаше низа средби со конгресмени, сенатори, луѓе од јавниот и политичкиот живот на Соединетите Американски држави.